Јас ќе продолжам да разговарам во наредните 20 на минути за математика, ама овој пат за политичка математика. Таа е една виша математика, таа бара друг вид на креативни способности. За таа цел имам одличен соговорник утринава, Имер Селмани, добро утро. Добро утро. Правам еден момент, бидејќи ќе влеземе и у метеорологија политичка. Најнеточната математика. Да, растеглива е. Со алгоритми. 2 и 2 не мора да се 4, може си 3 и 5. Зависи од тоа. Господин Селмани ве повикав, бидејќи полека почнуваме да сумираме годинава, една прилично повторно бурна година. Македонија не знам да ги рекаш че се одмори од бурни години, ама некако при крајов на годинава навистина ни се сконцентрира многу работи. Еве што се вика, во еден ден ни се случува премиерот да поднесе оставка, да се ослободуваат некои од притвори, па да не се ослободуваат, да има годишно обраќање на председателот, тоа е да речеме завчерашниот ден и така натаму, стварно еден интензитет прилично голем. Еве да тргнеме од Пендаровски. Јас морам да ви го кажам мојот впечаток, па ќе ве замолам и за коментар. Кога гледам и настапот кој што беше новогодишен, гледам и интензивно дава интервјуа по другите медиуми, кај што се осврнува и така натаму, и гази би рекол и во теми кои што не се неминовно во неговиот портфолио како председател, бидејќи неговите овластувања се сепак повеќе и во надворешната политика, во одбраната и така натаму. Впечаток ми е дека на еден позитивен начин се труди да воспостави еден баланс во една празнина која се создаде сега со внатрешна политика заради оставката на Заев, новата влада и така натаму. Го делите тој впечаток и што е најважно, го оправдувате ваквото, да кажем, однесување на председателот барем во овој период? Секако дека председателот кај нас, според уставот и законите, е тој што се бира директно од граѓаните. Иако немаме председателски систем, меѓутоа сепак председателот има и широки уставни властувања. Ние сме навикнале во сите изминати години, можеби од најголемиот број на председатели, поголемиот број на председатели да бидат пасивни, од време на време да се појавуваат со одредени одговори или прашања или теми и некако да ги гледаме како да се цело време во сенка на владата, на извршната власт. Или да интервенираат по команда на и тоа сме имале. Така што ова што вие како заклучок, а ценам дека и добар дел од јавноста веќе почнува да го идентификува, е задача основна на секој председател што би требало да ја изврши, а секако во услови кога имаме не промена на власт, туку имаме еден премиер кој што си даде оставка, иако имаше 2,5 години уште мандат да си ги доврши задачите и обврските и мандатот од парламентарните избори, сепак негова одлука, причините јавно ги знаеме сите. И во услови кога имаме таква една жешка тема во однос на Република Бугарија, кој што бара решение, треба да го решиме, во услови кога внатре во јавноста имаме пандемија, економска криза поврзана со енергетската криза, имаме ситуација кога во судството, за жал, се уште и после толку години очекувања, исчекувања, не успеавме да се доведеме во една комфортна зона кога знаеме на предвидливост и знаеме дека ни функционира тој систем. Појавата на председателот и во говорот, и во интервјуата, и во јавно искажаните мислења треба се поздрави, меѓутоа со една препорака дека не треба само инстантно од време на време, туку во континуитет тие политики треба да се поставуваат, треба да се агитират, треба да се бара решенија, меѓутоа не од позиција само на аналист и критикувач, дека не ни чини системот, не ни чини, не знам, решенијата, туку и протагонист за изнаоѓање на решенија. Но тука пред се мислам, ние имаме еден спор кој што ни виси со Република Бугарија, и знаеме дека тука председателот има добар дел од своите овластувања уставни, затоа што ја представува државата на крајот на денот. Не
од корист да се забарикадираме, па макар бил и председателот тој кој што ќе поставува црвени линии и ќе чекаме додека бугарите се освестат или ги сменат нивните ставови. Малку морам да ви упаднам во зборот. Да. Овдека кај што седите вие беше Бујар Османи пред 2-3 дена. Добро. И тој излезе со една слична теорија која вие сега ја кажувате, не е теорија, туку мислење, став за тоа како треба да се одвива процесот. Тој вели дека ние не треба воопшто да попуштиме со притисокот врз бугарите, дека не треба да симнуваме темата, дека овие 6 месеци што ги бара новата влада во Бугарија се предолги, треба што побрзо и така натаму. Од друга страна, вчера председателот, а и не само вчера, туку и во говорот и пред тоа неколку пати, вчера кај даваш интервју, вели, не треба се брза. Ако се условите вакви какви што се, ќе одложиме преговарања додека другата страна не свати кои сме ние, што сме и така натаму. Очигледно дека доаѓа до една дискрепанца. Ако се земе предвид дека Заев е аут, дека веројатно и Димитров повеќе нема да биде во владата, ќе дојде до еден дисконтинуитет на овој начин како што до сега беа обидите да се решава проблемот. Од друга страна, гледаме еден притисок од ДУИ, бидејќи тоа име на ДУИ веројатно единственото оправдување најцврсто политичко зошто остануваат во оваа влада, има и други се разбира, но велат евро напредокот. Можеме ли да дојдеме дури во некаква внатрешна политичка криза околу прашањето со која брзина и што треба сега, како треба да биде редоследот, конечно и кај треба да се сконцентрира таа иницијатива со оваа една зајакната активност на председателот, од друга страна владата кај да ќе се создаде, веројатно господинот Османи останува во ресорот за надворешни работи, нема ли да дојдеме во извесен некаква дискрепанца околу политиката кон Бугарија и кон Европската унија? Не мислам дека ќе дојдеме во дискрепанца внатре дома, иако нормално е дека секој од нас има различни, можеби фини разидувања во размислувањата како треба да се реши спорот со Бугарија, која е таа нијанса на евентуален договор прифатлив за нас и за нашите соседи. Меѓутоа тука мислата ми беше токму на тоа дека председателот само пред 10 дена при посетата во Приштина јавно на ставот на бугарската страна дека им требат околу 6 месеци, он излезе со став дека 6 месеци се многу, дека тоа треба да се скрати на пократко време на оѓањето на решенија. И сега доаѓањето во Скопје и ставот дека не треба да брзаме, односно треба ние да се поставуваме, да се забарикадираме, ме враќа во некое време кога имавме претходен председател или претходни председатели кои што едноставно чека некој да им дојде на врата и да им нуди решение, и видовме дека тоа никогаш и немаше да се случи, да не беше Заев и екипата околу Заев со, да кажеме, сите тие жртви кои што се направи пред неколку години, се реши спорот со Грција. Во таа насока мислам и ценам дека ние не треба да го смениме ниту интензитетот, а најмалку треба да покажеме дисхармонија во нашите ставови тука. Сепак председателот на државата, премиерот, министерот за надворешни работи во најмала рака може да се консултираат еднашка неделно за сите случувања и за целиот интензитет и сигурно ток тој ќе го прават на преговорите и разговорите. Но гледате дека, да речеме, опозицијата и со последните изјави многу со омаловажување кон Пендаровски и така баш и навредливо, дури ми се чини намерно навредливо. Има речници политички во кои не мора да се согласите, ама не мора да навредувате, а овие баш онака со понижување кон него говорат. Ќе може ли да се исправи таа празнина, да се пополни на некој начин и кон опозицијата, бидејќи опозицијата е во една нервоза што побрзо дојде на власт, им се чини дека секој месец што го губат им се оддалечува шансата за воредни избори што подалеку. Како тоа да се синхронизира? Па на опозицијата и од корист да се реши спорот со Република Бугарија, да не остане баласт и проблем и главобол како што тие беа решиле. Така што јас сум на страна на опозицијата денеска, би ги советувал да ги охрабрат и владата и председателот да го решат овој горчлив проблем,
па идната влада, ако веќе влегува опозицијата и формира владата, да се справи со тековните внатрешни проблеми, како што со економските, социјалните, образовните, безбедносните, правните прашања и така натаму. Меѓутоа, додека нас ни виси прашањето со Република Бугарија, едноставно се плашам дека тешко ќе изнаоѓаме сила да се справиме со сите овие тековни проблемни внатре во државата. Дали се тоа реформите во правосудниот систем, дали тоа се економските битки кои што треба за да се избориме, дали се, не знам, трети, четврти прашања кои што секој граѓанин го тишти. Заев замина во политичка пензија. Можам да ве прашам за кратка ваша оценка, ваше мислење, што ќе биде сега човек да разговара, што ќе биде историското место, ќе покаже историјата. Да. Меѓутоа, макар еве и неколку дена после неговото и веќе формално вчера замина во политичка пензија, во партијата и во владата, тој ќе остане активен и така натаму, но ќе видиме сето тоа. Што е вашата оценка за овие последни, па да речем веќе и 8 години, бидејќи дојде за председател на СДСМ пред 8 години, а на власт е повеќе од 4 години и така. Што е вашата некаква сумарна оценка, барем првична за оваа личност во македонската политика? Сепак ќе остави господин Заев длабок белег во нашата држава. Ќе се памти по храброста и по одлучноста за да се решат одредени прашања кои што не беа решени до тогаш. Се разбира дека ќе му се фактурира нему како заслуга решението на спорот со Република Грција и влезот во НАТО. Значи, тие се најголемите дострели. Меѓуетничките односи успеа да ги сведе во една константа, да едноставно и последните прашања кои што беа отворени согласно рамковниот договор да се сметат дека се затворени, иако секој ќе се најдат работи кои што треба да идеме напред, да си ги дорешуваме и така надалу. Таа компонента он успеа, значи, со негова пак храброст, одлучност, компромисност да го затвори. Се разбира дека ќе остане забележан и по одредени избрзани изјави со одредени, да кажеме, пропусти, гафови и така натаму. Меѓутоа ќе остане запаметен и како прв премиер, председател на партија кој што пак имаше храброст да даде оставка на 2,5 години пред истекот на мандатот. Пред само година и пол дена, он ги доби парламентарните избори, после многу изборни циклуси како СДСМ, како политичка партија. Јас му го бројам и оној воведување на нов метод на бирање председател во партијата, бидејќи тоа е преседан во Македонија. Да се согласиш дека си на власт, да те бира целото партиско тело. Така што он има воведено многу работи, значи ќе се памти по тоа дека он стана првиот премиер, воспостави нов стил на комуникација со јавноста, со граѓаните, да не зборам со новинарите, со обичните граѓани. Јас знам од Сарај, не знам, 20 луѓе кои што се обични граѓани, кои што никош не имале некоја одредена функција и кои што знаеле да комуницираат директно со него. Значи, и знае он да им врати на прашањата, на коментарите, на одговор, значи да им одговори. Така што тоа не сме го виделе до сега како премиер, значи си постави нови стандарди, ќе остане, значи, човек кој што воспостави нови критериуми. Се надам дека неговиот наследник, кој што исто така го ценам и како индивидуа. Го знаете ли Ковачевски? Да, го знам. Димитар го знам уште од времето кога беше директор во А1 и еден од директорите во Тихом. Го знам татко му негов, значи во првиот мандат, јас како градоначалник, многу млад тогаш, тој така во понекоја позрела возраст, беше градоначалник на Куманово. 2001 година, значи, он даде многу еден позитивен допринес во делот на смирување на ситуацијата таму. Знам дека немаше прилика кога немавме некој состанок како градоначалници, дали со меѓународната јавност или меѓународните експерти тука присутни, дали со домашната јавност, каде што он не работеше во насока на пеглање на сите тие ситуации кои што настана, така што ценам дека он има и бекграунд, и семен, меѓутоа и како технократ би го нарекол, онака како што го знам, доаѓа во време кога и треба на Македонија и еден добар
технократизам, со финеси на еден политичар кој што треба да го продолжи патот на претходникот, меѓутоа сепак да воведе и новини кои што за жал претходникот не успеа или заради преголемата зафатеност со крупните политички прашања или поради тоа што не успеа едноставно да најде начин и форма да го реши, да реши реформата, да кажеме, во правосудниот систем, без да навлезе директно во судството, туку преку системски решенија, преку законски решенија и така натаму, како што го прават многу држави кои што излегува, да кажеме, од постсоцијализмот. Ова ме води до последното прашање, бидејќи и нам времето не истекува, а тоа е прашањето кое е врзано на фонот на ова се што го говорите, би рекол, може би не повторно, но може би повторно дуи ќе биде таја која што ќе гарантира или ќе дестабилизира стабилност на владата во месеците што доаѓаат. Очигледно дека доколку овдека се оди на воредни избори, одлуката барем во оваа догледна иднина ќе биде во рацете на Дуј. Дуј е веќе на власт 20 на години и еден пријател вчера ми вели, албанец, ми вели како е можно ниеден од Дуј никогаш негде да не завршил никаква судска постапка, го коментираше ова со Мјалков и така натаму, вика како е можно само они да се најчисти така натаму, бидејќи во јавноста, особено во гласачката албанска јавност, би рекол, има еден дел кој што се верни на гласањето за Дуј, има еден дел кој што се многу, како да кажем, лути и многу против тоа. Но, де факто, сега Дуј ќе биде гарантот за стабилноста на оваа влада, барем додека не видиме што всушност може да се очекува од Ковачевски и од неговите политики, начинот работа и така натаму. Ќе издржи ли Дуј долго во владата, особено имајќи го предвид ова што прво го разговаравме, доколку тие разбират дека може би ова со Бугарија ќе трае долго, а не кратко како што би сакале? Дуј секојаш знаеле да на крајот се материализират за нив одредени политики, така што тоа не е чудно, не е неочекувано и не е за осудување. Ако си проценат дека можат да искубат од својот рейтинг, од својата поддршка во гласачкото тело, ништо не е чудно, значи да тие дојдат до заклучок дека треба да се оди на предвремени избори. Впрочем, не е ниту чудно, ниту невидено до сега дека Ахмети константно, како што има состаноци со председателот на СДСМ, така има состаноци, консултации со председателот на ВМРО-ДПМН и тоа е некоја политика која што е вгнездено во филозофијата на Дуј, да секогаш си го бират партнерот онака како што на нив им одговара најмногу. Тоа е голем дострел во политиката. Демократијата се бројки, значи бројки, гласови се, значи во парламентот, така што кој ги има бројките и кој го има гласовите, едноставно решава одредени клучни моменти. Ние видовме и пред скоро месец дена кога имаше тенденција да се направи ново мнозинство, па се направи, па не се направи, значи сепак се бројките. Дуј располага со одреден кампус на бројки гласови во парламентот и се разбира дека не само Дуј, меѓутоа Дуј е еден од главните играчи, да кажеме. Би се гледа дека ќе одат на воредни избори, како ви стои сега? Или сепак ќе чекаат да видат што ќе се случува точно? Не би рекол дека брзо им се брза на нив, затоа што сепак после, да кажеме, финото завршување, успешната приказа на НАТО со Република Грција, Ахмети и целото раководство на Дуј би посакале да имат уште една голема заслуга во овој мандат, а тоа е членството, односно започнување на преговорите за членство во Европската унија и решавањето на спорот со Бугарија, кој што навидум изгледа многу полесно како решение во однос на прашањето со Република Грција, иако за жал некако ни се одолговлекуваат работите и како што поминуваат месеците се мултиплицира проблемот. Некако почнува бенигно тој проблем да се појавува, па некако расте и тука сепак и Дуј и клучните функционери на Дуј, односно и Ахмети и клучните функционери во Дуј, знаат дека проблемот искуствено
со партнерството претhodно со ВМРО, ДПМН и Никола Груевски, дека еден проблем ако не се реши брзо, тој проблем може да порасне и така се случува за жал и спорот со Република Бугарија и затоа на нив им се брза, не се брза на сите нас да се реши тој проблем, за да го решат додека спорот се уште не е толку голем и има решение. Има решение едноставно и јас ги охрабрувам, значи не само ДУИ, сега ДУИ го има ресорот Министерство за надвршни работи, меѓутоа тоа е работа на владата, работа на председателот, на работа на парламентот на крајот на денот и на целата јавност, на сите граѓани. Меѓутоа сепак од некаде треба да протече таа иницијатива, да протече тоа предлог решенија кои што треба да се изнајдат со бугарите, со нашите соседи и мислам дека ДУИ и те како би сакало овој проблем да го реши и во некој следен мандат според нивните размислувања да си го брои како штикла. Да се брои, меѓутоа и да се фокусираат на нивната зелена агенда, нели? Заборавивме дека имаат зелена агенда. Господин Селмани, ви благодарам многу, пак ќе се видиме ние идната година, но убаво е да резимираме, јас се обидувам и во наредната недела, ќе се обидам со паметни луѓе да се обидиме да направиме едно резиме на оваа година. Благодарам на вас.